Собирачите на шумски плодови летово се задоволни од тоа што им го даде природата, бидејќи собирањето на малини, капини, чаеви и особено на печурки значително им го подобри семејниот буџет. Најдобро поминале тие што ја познаваат планината и што знаат кога и каде да ги собираат. Меѓу печуркарите се коментираат дневни рекорди на поединци од 50 до 100 килограми сурови печурки, претежно од прва и од втора класа. Еден од најредовните и најупорните во собирањето на најбараната печурка врган е Васил Ковелинов од Полаки, кој сезоната главно ја поминува во неговото родно место. Многу добро беше у нашиот атар у село Полачи. Имаше добро печурки, па највише ги има врган. Другите ги нема многу, ено са го искочат. Па гледај, зависи на кој терен ојдеш. Ја донеса до 33 кила на грб. До 33 кила, а некој 63 кила си дојдам. И имаше, баш и може да именувам Борисот на оново од пролесењето. До 100 кила е собрал прва класа. А сите прва класа? Сите тие 100, плюс оние другите. Така. И човекот се фали, тај ден така собрал. А ја исто најдов една печурка како кокошка со гуша голема. Точно знае во кој период од годината каде да ги собира, а и сушените и суровите печурки му ги купуваат од дома, при што цените варираат. 50 кила сува продадено и 40.000 земав за сурова. Дома доваѓа земаме. Па разница шена имаше од 140 до 220 доваѓа и така добро биде. Вели дека талкањето по планината воопшто не е лесно, а знае да биде и опасно. Ама за човек кој тука пораснал, тоа воопшто не е проблем. Тешко е, тоа е тешко. Никој не може да каже дека е лесно, тоа и на вени, и на умора, и на срце, тоа е многу тешка работа. Па и топло, па и ладно, па роса. Само одење, тајна нема. Плюс тоа јас знам кои да ги јадам, кои да не. И ја на сигурно одам, а некако некој па да се отровам. Ја на внуци си давам, на черки, на комши и не се плашам кој ќе му ги дадам. Ја ги направам за да стварно може да ги изеде, а не да се отрови. Се надева дека и оваа сезона ќе го исполни планот од минатата година, кога од печурки заработил околу 150 до 160.000 денари.